Почитувани гледачи, посакувам добре дојде во ова прво издание за оваа работна недела на емисијата Очи во очи, заедно со мене Огнен Јаневски, во кое што денеска ќе разговараме на тема поврзана со статистиката за сиромаштија во државава. Всушност, според информации кои што ги пренесе министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на денешниот настан, и кога беше прашана за тоа колкав е бројот сиромашни во земјава, Царовска информираше дека може да се каже од 22% со статистиката што ја имаме денеска се сиромашни. Но оваа статистика се однесува за 2017 година, бидејќи податоците се издадени годинава во 2019, затоа е наведена годината подолу. Со тоа што владата исто така на денешниот настан пренесе оти имаат приоритет поставено во борбата против сиромаштијата и нееднаквоста во општеството како врвен приоритет, и во таа насока и воведувањето политики со кои ги враќале парите кон граѓаните, политики со кои им помагале на оние на кои им е најпотребна или биле заборавени и на маргините на општеството. Ова го истакна премиерот Зоран Заев, кој се обрати на денешната регионална конференција за ефективна социјална заштита по повод Меѓународен ден за борба против сиромаштијата. 0260-91-924 или 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ли се јавувате и да ги давате вашите коментари. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Насов е, поздрав се вие. Поздрав, Насов, повелете. Не е интерес, туку актуелна тема е ова и да речеме ние граѓаните околу наштука меѓу себе, да речеме 100-200 куќи наоколу се познава меѓу себе оно. Има стварно сиромашни луѓе, има луѓе, не би рекол дека нема леп да јаде, ама не може она со кој не вието да го направи со задоволство. Меѓутоа мене едно ме чуди. Појди низ град и кај нас одека во Буковиќ, преполни се кафаните. Оди низ град, шетај се, возила секое време, како у шпицовите кога се сабајале, кога на работа и кој легуват, и преку дење нон-стоп така. И од каде тоа доаѓа? Так. Ја не би рекол дека баш така е, меѓутоа има, стварно има, ама 500.000 многу се тоа. Според статистиката, се не знам што сметаат во таа статистика. Дали само јадење, пиење или облека и плаќање комунали, и возење возило. Ке прочитам во текот на емисијата доста информации. Така, ако е све комплетно, Бог ми не знам дали сме сиромашни. А ако е само за храна, тоа е окей, се согласува. Добро. Па нека биде толку за сега и поздрав. Благодарам, Насов, поздрав и убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Да, повелете, вие сте, повелете. Благодарам. Ако смеаш на линија. Вие сте, повелете. Благодарам. Ова кај ми се чини дека стварно дека има сиромаси, дека во тие сиромаси, значи овој процент може да е мал, а може и да е поголем. Овдека ќе речам, значи самите граѓани на државата се виновни што на некој начин ги има толку колку што ги има. И државата сноси голема одговорност затоа што не ствара услови, да речеме, за работа на сиромашното население. Еве една, да речем, моја математика. Која беше, да речеме, пример. Значи, да се изведе некоја акција на ниво на држава или на ниво на град и така натака. Треба да се преземе, да речеме, имаме ние голема армија на социјална помош која добиват граѓаните. Кога во таа акција биле склучени сите, секако тие се дел од тие сиромашната група да се поканат, да дојдат на таа акција, за сметка на тоа доваѓање, тие да бидат вреднувани и наградени со одреден износ. Тие не доваѓаат. Во принципот, да речеме, кога се имаше еден вид пошумување. Одеа, значи, само да се декларира дека излегле, дека се прошетале и така натака. Меѓутоа, државата требаше тоа да го направи на друг начин. Тие сите, значи, да има обврска, одреден број денови, да учествуваат во таа акција
и да биде поуспешна акцијата. Да има поголем успех на зафатени садници и така натака. Или било кои други активности. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете. Се слушаме ли? Да, повелете. Викам, темата ви е навистина. Ја мислам дека нема толку сиромаштија во Македонија. Сега колку рачунаме сиромаштија, ако работат 20 члени во семејството, нема сиромаштија. Само една имам привода дека влада, ја иако сум за оваа влада, ево ви кажам отворено, една примедба на владата вика дека ги враќа парите на народот. Народот. Да. Сега, од една страна навистина ја намали ефтината струја дојде, ја намали, значи од телевизија не плаќаме, а од друга страна, знаете ли што направија банките? На сметките на струја, на вода, на интернет, ова зимаат провизија негде 15, негде 35 динари. Земете на 3 сметки, негде околу 100 динари зимаат. Значи не враќа, пак зима. Од една страна крати телевизија, од друга страна банките на провизија. Тука државата треба да види зашто банките му дирија провизија. На народот му изимаат парите џабе. За ништо. Провизија. Толку. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Последните официјални податоци кои што и стојат на екранот за стапката на сиромаштија се од 2017 година, кога таа била 22,2%. Сега, зошто се споменува оваа стапка? Затоа што претходно се забележува тренд на нејзиното зголемување. Односно, во 2015 година стапката била 21,5%, во 2016 била 21,9%, а 2017 е 22,2%, статистика која што е објавена годинава за 2017 година. Виш истражувач од Економскиот факултет во Загреб, дел од експертите кои беа на регионалната конференција, вела дека мора да се превенира и растечката миграција. Практично има 5 нешта кои треба да се направат, а тоа е да се намалат сиромаштијата, невработеноста, болестите, лошите услови за живот и несоодветното образование, бидејќи тоа влијае на децата, на вработените, на постарите, вели вишиот истражувач од Економскиот факултет во Загреб, Пол Стабс, а додека пак во однос на податоците е дека секој петти македонец живее во сиромаштија, односно во оваа категорија спаѓаат околу 480.000 луѓе или 22,2%. Добар ден. Поздрав за екипата на 24 Благодарам, повелете. за сите редовни гледачи. Повелете. Во Република Македонија сиромаштијата ја има не само од сега, туку ја има од осамостојувањето на државава, како самостојна држава, па до ден денеска. Ниту една влада до сега што била не мисли за сиромавиот народ. Еве ќе кажам нешто. Откако ќе се појави некоја сторија на вашата телевизија или на друг медиум за некоја сиромашно семејство кое не може да си го прехрани семејството, од тогаш се сеќаваат на нив и им донираат помош. Пред тоа никаде ги нема. Значи треба тие да се појавуваат на телевизија или новинарите случајно да ги откриваат по села, по градови. Па во Источна Македонија какви истории се појавуваат, до сега сме гледале и вие сте свесни, вашата телевизија секогаш ги снимала, ги прашувала како живеете, што мислам дека тоа е срамота. Оваа држава за сиромавиот човек не мисли. Мисли само за нив, што рекоа некои, преполни се кафичите. Па тие кафичи претежно се тие деца на функционери, на шефови, директори, министри, пратеници. Нивните деца шетаат по кафичи. Кај може еден текстилец со минимална плата од 12-11 илјади, неговото дете да го пушта по кафани, да пие, да јаде, како ќе ги плати сметките, струја, вода, телефони, се така натаму. Со минимална плата сега што ја планираат 14.000, јас да ја прашам владата дали можат сите потреби на народот да се удоволат, а плюс и тоа минималната плата не се почитува во сите предпријатија. Благодарам за јавувањето, истече времето. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Добар ден.
Доколку се слушаме со некого, веќе може и да разговараме за темата која што се однесува на денешната дебата. Министерката Мила Царовска пак во изјава рече дека над 30.000 домакинства добиваат гарантиран приход и повеќе од 22.000 деца добиваат детски додаток. Од сиромаштијата не смее да се пренесува од генерација на генерација. Главната цел е инвестиција во луѓето. Ајде целосно да се посветиме како региони да ги искористиме енергијата и искуствата што ги има овој регион за да создадеме држави на благосостојба, рече министерката Царовска. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Процент за сиромаштија е многу низок. Сигурно е многу поголем. А само едно прашање, викате дека е, ствари рекоа дека е смањено грејање парно, поевтино. Железара и автокоманда не го смалија, него го накачија. За станот од 58 квадрати е 2600 грејање. Така. Па сега тоа сакам да го повлече, да го потегнете тоа прашање. Кој кого лаже тука? Добре. Ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето. Убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Огнен. Да, повелете, ве слушам. Вака. Според моје мислење, сиромаштијата е 70% во Македонија. Луѓето кои што едва проживуваат, другите 20% се ептен сиромашни, нема што да јадат, и 10% се оние богаташи милионери што испокрадоа државата овие 30 години. Тоа се поранешни политичари, поранешни директори кои што ги земаа фабриките без пари, и така натака, и така натака. Градоначалници со неколку станови секој мандат што се опајдуваат, законот ќути, никој не реагира. Значи, големи материјални разлики. Македонија може да биде Швајцарија на Балканот. Луѓето да имаат нормален стандард, а тоа значи најмалку 500 евра да биде една плата, 500 евра од член на семејството, додека деца ако има уште по половина од тоа, 250 евра, за да се живее нормално, не луксузно. Ако се вратат украдените пари, а тоа може само со закон за потекло на имот и конфискација, тогаш нема да има големи материјални разлики. Златна Југославија, каде што 70% беше средната класа, ќе ја бараат овие луѓе што се во Македонија, и едноставно тој стандард ќе го бараме назад, кога бевме американци и за бугарите, и за италијаните, и за турците, и за грците, да не збориме. Значи, поентата ми е да се врати украденото на народот, за да биде се нормално како што треба. Инаку се е демагогија и ќе се растури оваа држава. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Добар ден, Огнен. Повелете. Подолго време не бев се јавен. Повелете. Сега за Македонија сиромаштијата. Од 2017 на владата за президент. Слушам, Огнен, јас, ко млад дечко, сиромаштија уште повеќе ќе има. Затоа што прво македонска телевизија пренесуваше и Лига шампиони малку на спортот да удриме луѓе. Слушам некои се зборот едно исто. Пренесуваше Лига Европа, даваше ракомет, даваше формула. Сега ние сме осудени да плаќаме негде по 1500 денари до 2000 денари кабелски. Па кои пари не ги враќат на нас државата? Кои пари? Еве, одговориме ти по-си учен, по кои пари ми ги на мене враќа, еве 2000 денари јас дал да гледам Лига шампиони, Лига Европа, Вардар да го гледам, сите тие работи. А за јадење имате ли, господине? Молим? За јадење имате ли? За јадење? Да. Крај со крај врзуваме. Но важно плаќате 1500 за да гледате Лига на шампиони. Да, плаќам затоа што ми е мерак да гледам. Не може, јас сакам да гледам утакмици, спорт, па сели политика, сели не значи. Врзувате крај со крај за јадење, а плаќате 1500 денари за кабелска за да гледате спортски надпревари, добро. Да, си одам по дневница, си искарам некоја пара и си платам. Добро. Така. И кои пари ни ги враќа државата?
Македонска телевизија што ни укина. Срамота, значи, ништо не уништуват, не терат напред. 70-80% е народот сиромаш. Нафта поскапена, акциза. Кој е ДДВ, он ми го враќа на мене? 50 денари, 100 денари месечно. А на нафтата акциза 3,5 денари. Толку од мене Огнен, за тоа ништо не. Истече времето, благодарам за јавувањето, ви посакувам бав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, Да, ве слушам, повелете. има. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Како сте? Добро е, како сте вие? Да, за Огнен, Повелете. да те прашам нешто. Ајде. Дали си слушнал ти за Волтер Липман, амерички коментатор, пред 60 години? Како Искрено не. Штета, тој бил најголем амерички коментатор беше и тој што ќе кажеше, тој ќе биде председател на Америка, како што беше Џон Кенеди. И секој што ќе дискутира, треба по 10 секунди да му возврати со својата срчност. Така е или не е така? Овака само ти стоиш како сенка и губиш од својот авторитет, а има способности за се. Добро. Значи, друг пат ќе се јавам да дискутирам околу теми, сакам ти да бидеш тој што ќе пресекуваш. Добро. Позитивно зборува или негативно? Добро. Ке Фала почнем ти уште многу. веднаш. Благодарам за Извини. јавувањето и ве поздравувам. Кога ќе сакате да зборувате на темата, да се јавите. Дали има некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Па видете, сите што взимаат испод 700 евра плата се сиромашни овде во Македонија. Према кошничката 700 евра треба да е најмала плата тука, па да се живее некако како луѓе. Достоинствено, иначе друго приказки ќе кажуваме овдека. А иначе треба и граѓаните маце да знаат да се снајдат евете. Гледате овие 30 години колку милионери богаташи направивме, фабриканти од нигде никад. Се знаело социализма платата од толкава, сега е волкава плата 1000-2000 евра на функционерите, а милионери преку ноќ. Сега ние кои некли што не знаеме да се снајдеме. Еве, не ги бараат парите назад да ги вратиш. Еве, гледаме по телевизија. Рекети, мекети, корупција, нешто ова, оно, ќе замачкаме работа, париве нигде ги нема. Па понатака до избори ќе измислим уште нешто друго, да не мисли народом на сиромаштија. Ќе се избориме тука. 22%. Каки 22%? Поише. Испод 700 евра, кој зима плата, за мене е сирома. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Гледаш од Скопје. Повелете. Вака, ја ти гарантирам дека во Македонија не има сиромаштија. Нека земе камерата ваша, нека застанет на Партизанска, нека гледат како се возат сите еден во кола. Значи, сиромаштија нема уште во Македонија. Ја одам во село, ги молам да ошистите околу куќата да ја дам пари, не сакат да работат, замислите. Така. Неќат пари и сиромаштија, како сиромаштија, бе, братове, како. Ова е држава богата уште Македонија. Има уште да крадат, уште бетар ќе биде. Ова. Али ти викам, нека застане камерата ваша, нека мери да вишти, секоја кола по еден се вози. Ја имам толку пријатно се нево. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, господин Огнен. Добар ден, повелете. Ве поздравувам. Благодарам. И посакувам убава вечер, убаво попладне. Благодарам, повелете. Молам, на темава ќе кажам, малку разочарувачки некако гледам, 500.000 иселени Светска банка кажа дека имаме, сега 480.000 лица испод прагот на сиромаштијата. Што не мора да се 480, може да се нешто помалку, а може и да се повеќе, да се разбереме.
Значи, некако продуктивност, кога нема структурните реформи, не можат да ни донесат подобре иднина, бар според мене е така. Сметам дека со зајмовите, редовно се покачуваат зајмовите, а овамо се зборува во стилот покачување на плати и пензии. И тука Светска банка ни скрена едно благо внимание, ни даде препорака да не се покачуваат ни минималните плати, ни пензиите. Значи, што преостаново, од што јас се плашам, искрено морам да ве кажам. Се плашам дали овие 480.000 лица ја гледаат иднината надвор од Македонија. Такво нешто не смее да ни се случи. Тогаш каде сме ние? Каде ни е животот што го немаме у суштина? Гледајте, работа, некој ќе рече, да, работа, меѓутоа треба да сте платен за таа работа. Не да сте платен многу, не 700 евра, како некој што рече, меѓутоа не и 12.000, не и 8.000 како што беше. Значи, да се поработеше малку порано на економијата, да не дојдевме до оваа ситуација, до овие резултати што сега ги имаме. Голем поздрав до вас, господине Огнен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас вам ви посакувам во попладне. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздравам слушателката Лиле и ја продолжувам. Сиромаштвото секој пат седа кога на власт е овај нелегитимен и профитер Зоран Заев. Неспособност, само со вице-премиерите ги гледам Огнен. Исто е тоа. Двајца подвојно имат вице-премиери, советници, министри. Може полесно да олеснат работа и побрзо. Напротив, 3 месеца ја отежнаат. Сиромаштвото е зголемена многу. Невработеноста е иначе исто големена. Во инвестиции нема ништо. Ни една не е влегувала Кочо Нуше вика 11 колку фабрики улезе. Само што вика амбасадор француски вика само на седница си донасеме закони, пратеници си взимат пари, трошат граѓански пари за задолжување, а нема ништо на дело. На папир се пишувате, се да е добро. Нема. Неспособни се, значи да водат само избори. Тоа сакам, значи пред избори мора, пред времени избори да има народ да се стабилизира и да вас сиромашен се отходне. Неспособни се, немата капацитет, немата нека, значи са желби за да подобрат економијата, реформи нема, економија нема, исто Брисел ги критикува, прикриват криминал, прикриват се што е штетно уопšte да владеат, не треба да се заминат во историјата. Познати ќе бидат по лажи, познати ќе бидат по криминал, познати по хулиганство, во шарената револуција, познати ќе бидат во историјата по да речеме рекет и што ти знам, и навредување гргањите. Секој месец пензија, секој задолжување, сега кажува, уште викат по секој месец чувам пензијата. Лаги, не видене лаги. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало, јас сум од Кочани. Добро, поздрав до Кочани, повелете. Вак. Гледајќи сета ситуација и сете луѓето што плачат ли, да речеме, кукат ли, па појдете, прошетајте да видите како живеат. Седат, располагат и се жалат дека нема. Полето стое, никој неќе да работи. Пример, у секој двор ќе видиш 1, 2, 3, секој си возе кола, син, черка, татко, мајка и се жалат нема. И па кој да им дае? Да седат и да им дава некој? Па тоа треба работеше се луѓето по селата едно време, стока чуваше, овци, говеда,ореа, сорала и живееше и напред иде. Сега кукат нема, па нема никогаш да има. Измени у чаршијата, седат, пијат кафе, а нека работат ќе има. Без работа никој не дава. И тоа треба да им е јасно на народа, а не слушам секој садаре на сите телевизии, седни си се јавува и критикува. Па земи работи, а не да се јавуваш и да критикуваш.
Работи, бре, ако сакаш да имаш, ако сакаш да живееш. Не странство, не Америка. Ако сакаш да живееш, има и тука живот. Само има луѓе ставале спие до 8-9 сато, излегне на чаршията и една анкета ќе опрашат, а нема. Па нема ни да има. Ако не работиш, нема да има джабе, никой не дава. Овне пријатно, благодарам, добар, биди здрав и жив, води емисијата и народо нека плаче ако не работи. Пријатно. Благодарам за јавувањето и посакувам убав ден во Кочани. Во контекст на концептот за еднакво и праведно општество за сите, премиерот Заев ги посочи политиките со кои граѓаните веќе земаат социјална помош повисока во просек за 300%, за зголемената минимална плата што е изедначена во сите сектори и благодарение на овие решенија, тој вели дека 50.000 работници од трудоинтензивните индустрии добиваат повисоки плати. Цитирам: "Работиме на ново покачување на минималната плата. Ако диалогот заврши вечерва или утре од Сабајле, веројатно и утре тоа ќе го објавиме", рече премиерот Заев. Меѓутругото потсети дека и на 11.000 стечајци има излезено во пресрета, се дава шанса и на постарите за кои е воведена државната социјална пензија. Тој вели дека конечната цел во борбата против сиромаштијата е никој да не биде запоставен и благодарение на посветената работа на Министерството за труд и социјална политика има резултати со вложување во раниот детски развој и политиките за намалување на детската сиромаштија за да се овозможи еднаква шанса за секое дете, рече Заев. За Марко Мантованели, пак представникот од Светската банка за нашата земја и за Косово, најважно е политиките да ги поддржат ранливиот сектор од популацијата. Тоа не се само сиромашните, туку и оние, како што рече, на кои влијаат и шоковите кои се случуваат во здравството и во економијата. Цитирам: "Политиките треба да бидат мултисекторски и со таргети, бидејќи ресурсите се лимитирани и затоа е важно политиките ефективно да ги досегнат најсиромашните, но и да обезбедат поголем дел од бенефициите за оваа популација", изјави Мантованели. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Како може да нема сиромаштија кога има голем процент што не работат? Има огромен процент работат, немаат просечна плата. Која ќе има просечна плата, се надевам со добра економија, значи секој индивидуа да си работи, да земе просечна плата, да може да си користи одмор. Солидно возило да си купува некој период со штедење. Овој процент многу е поголем, а некои што се јавуваат, седеле по кафичи багабонти грото седат. Багабонти да плати пијачка 100 денар или повеќе, или 2 пијачки да плати на ден. Тоа е стварно голема пара секој ден. Исто ми кажуваат, не сакам да коментирам гледачи, јавувачи, да се возеле возила. Но тие сиромашните немаат ни возила, тие има процент, нема што да јадат. По канти што чепкаат тие, било кои националните, има сиромаштија многу поголема. Значи, се што коментират дека нема сиромаштија, тоа е покритие на багабонтите, на мафијашите, на финансиските мафијаши, да речам, наводни газди. Тие отвориле фирма, работат, брзо створиле капитал, по кој основ? По основ што не дават плата. Барем просечна плата. Минималната плата е за некои што екзистираат некои фирми, што од 20 се одржуваат. Таму треба минимална плата и тие најбрзо да додат под стечај, ама подобро некојаш да работат, некоја минимална плата да делат, барем да работат некои. Значи, како може да нема овде 40%, не 22, 40% има сиромаштија. 40 минимум. Значи, добро. Коментират и кажуваат дека имало по кафичи, возила се возеле, слепи се што некои страдат, немат да се прехранат во месецот. Поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум јас. Вие сте, да, повелете. Сите кажуваат дека имало сиромаштија, јас викам дека нема сиромаштија. Ево мене ми се доволни 15.000 да поминам нормално. Ако не работаш, немаш пари, ами. Сега исклучо си имат, ама многу ситно. Тоа е, дека е далук 500-600 евра плата, па ефтиње многу, стандардно и тој. Со дугме нема да се, со текна време да се подобри. Ако сакаат да луксузираат, тога нема вистина, за нормален живот има. Поздрав, толку имав.
Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Како сте, господине, добар ли сте? Добро е, како сте вие? Добро. Повелете. Првин, треба сите овие што не раководат по последните 30 година да ги фати срам. И толку тежок срам, право да ви кажам, што да не е испаднат од дома. Абе, како не се срамат, ние во 1991 година Македонија беше некаде меѓу првите 20 држави во Европа по нивото на економскиот развој. Може ли да замислите? Од 24 држави што заминаа во транзициони реформи, 91 година ние бевме на 6-то место. Сега сме од 53 држави во Европа, ние сме 73-то место. Толку сме назадували ние. И како може да нема сиромаштија, бе, и лели му е срам да дискутира за сиромаштија во 21 век, кога сиромаштијата многу држави во Африка ја надмина, кај што нема ни вода. А кај нас се уништија 750.000 хектари, господине Огнен, не се во функција. Од скупно 1.259.000. 750 и нешто илјади хектари се не се во функција, а може да замисли дека сите се покриени со хидросистеми. Ние сме ретка држава во светот каде што целокупната земјоделска површина обработлива е покриена со системите на воднување. Така. Во 90-тите години, точно ќе ви кажам колку фабрики затворија, да брзам бидејќи многу злоупотребува. Останаа без работа 82.000 вработени кои што отидоа на заводите. Ако просечно една фабрика беше 140-150, тоа се 550 фабрики. Истече времето, благодарам за јавувањето. Патриција Ди Джовани од УНИЦЕФ истакна дека владата навистина покажала посветеност во справување со овој предизвик, особено во борбата со сиромаштијата во раниот развој на децата. Таа упати апел да се фокусираме на акција како што подвлече со цел да направиме промени за децата. На новинарско прашање колку лица ја користат можноста да се пензионираат на 67 години во насока на новиот предлог закон, министерката Царовска информираше дека предлогот доаѓа од група пратеници, а би требало да оди како пакет закони. Таа вели, цитирам, бројот не е голем за да може да има финансиско оптоварување, но секако на овој начин се дава можност за вработување на млади лица од една страна, а од друга страна. Во Законот за работни односи се регулира така што работодавачот ќе може да се договори со работникот доколку тој е продуктивен. И двајцата имаат интереси понатаму и после 67 години да продолжија, тоа ни се случува во многу сектори да има одредени кадри што се бараат, изјави Царовска. На прашањето дали ќе важи само за јавниот сектор, министерката Царовска одговори дека бизнис секторот нема потреба да не го продолжува работниот однос за кој има потреба. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сиромаштијата почнува кај нас на овие простори, во Македонија конкретно, од 91 навам. Значи, од 91 година, некои што беа поитри, ги искористија законите, пеја на позиција едно друго, си ги зеда фабриките, распродадаа, ги раскрчмија, повеќето некои во отпад ги однесеа, некои ги почнаа продолжија да работат, тие се богаташите, се останало е сиромаштија. Значи не е сиромаштија, туку се работници, некои подобро платени, некои полошо платени, меѓутоа претежно се полошо платени, така да преживуваат некако, меѓутоа, ето, сиромашно. Што се зборува за некои периоди во овај период од 91 наваму, до сега. Ние сме немале некој поарен период. Не можеме да речеме дека периодот кога влада и Заев, што еден е контра Заев, пред 2-3 гледачи, и периодот кога беше Груевски, дека на Груевски периодот беше поарен. Боже, сачувај, не иди во обзир. Груевски исто така не лупеше до гола кожа, и исто така не ги собра парињата, си замина кај што замина, и неговата тајпа исто така некој, и тој направи некој богаташи. Камчев е, например, богаташ од времето на Груевски. Немаше повеќе да кажем. Еве, Пелагонија цела негова е.
Се е најмало, здравје радово, со уцени, со едно, со друго. На вистина стигнеа до некој капитал. Меѓутоа, луѓето што работат таму, не земат ама пари ни за гол живот. Тоа е кај нас. Нека не ми кажи некој дека Груевски бил, ВМРО бил поарно од СДСМ или обратно. Нема. Добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден, Огнен. Да, повелете, ве слушам. Ево моево размислување. Ајде. 10% у Македонија ги држат парите. И тоа све скриени надвор од други држави. Добро. Другото е така, средна класа е изгубена скоро скроз. А тоа 20 до 30% сиромаштија, тоа верувам. Луѓето што се јавуваат дека многу коли се возат убави на Партизанска да се застанува, најлошите возила во Македонија се возат. Тие што се 4-5 години стари, донесени од Германија, од Австрија, тука се возат. А кафаните што се полни у Скопје, ја не се слагам со тоа уопште. Цела провинција е дојдена у Скопје и мораат негде да јадат. Да дојдат на ручек, на доручек. И кафаните се пуни. Нека отидат сега у Охрид, туристичко место, Тојран туристичко место, како се кафанија. Или Тераво, Телчево, Ресе, нити работат, нити така по некој човек им. Добро, Огнен, благодарам, пријатно. Добро, благодарам за јавувањето. Иначе да ви кажам дека и ние од провинција готвиме по дома, не јадеме по кафани. Милка ни пишува и вели: добар ден, Огнен, темата ви е супер. Јас не знам за каква статистика зборат за колку сиромашни има во Македонија, па јас мислам дека е грешка во процентите. 30% богаташи, а 70% сиромашни. Средната класа ја нема, не постои, срамота, не упропастија. Благодарам за убавата тема. Убав ден, Огнен. Благодарам, Милка, ве поздравувам. Вики пак ни пишува и вели: 2500 денари зголемена минимална плата, 30.000 годишна. Е сега, 1500 денари градинка, ослободени од плаќање самохрани родители со минимална плата, 18.000 денари годишна. 600 денари месечно по семејството за исклучени од парното, 7.200 денари годишно, 15.000 денари платен годишен одмор за семејства, со приходи помали од 24.000 денари. Добро. Анонимна гледачка ни пишува, вели: поздрав до емисијата, нека почека Царовска за сиромаштијава, има време до 2025-та, среќа што е убаво време, па ќе живееме од фотосинтеза. Она си зима голема плата и има време за сиромаштијава. Завршува анонимната гледачка, ве поздравувам. Тони пак ни пишува, вели: сиромаштијата е релативна категорија, пример некој има еден авион и се чувствува сиромашен, бидејќи сака да има два авиона, а нема. Категоријата беда е правата вистина за овие 22% од населението, што значи дека животот на овие 22% им станал неподнослив поради социјална беда во нашава држава, завршува Тони. Поздрав и до вас. Добар ден. Огнен, поздрав, Николче, Пете. Поздрав, повелете. Благодарам. Огнен, значи да секогаш добро од се срце ги поздрава оние честни граѓани кои кажува вистината. Греота и срамота е да рече некој сега дека во Македонија има сиромасни луѓе, кога секој во дворот, како што кажа, има по 2-3 коли. Едно. Друго, јас од 20.000 пензија, точно е и така, јас месецот тешко и проблематично го врвам. Али сепак, на 66 години одам, уште 10.000 минимум денари ќе ги извадам за јас да си правам луксус по спортски прогнози, по ресторани, по кафичи. Значи во Македонија нема сиромаси, затоа што останаа сиромаси оние кои не сакат да работат. А тоа бе господата од ВМРО ДПМН кои земаа плата, значи седеа дома, не работеа ништо и модеа парите дома, убаво беше без работа. Е па сега сиромаси. Сега па нека видат, ќе видат како е, што значи да не одиш на работа. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, вака да ви кажам. Значи, политизирање на сиромаштијата секако во секој случај го прави секоја партија тоа. Но, толку е банално и вон паметот да ги окарактеризирате сиромашните како припадници на конкретна политичка партија, во случајот опозицијата, да просто искрено не можев ни да ве дослушам. Значи, тоа е тотална банализација на она што е многу сериозна тема.
Сиромаштијата не се мери во тоа дали имате повеќе од едно возило или две возила во домот. Ако се мерите според возилата, јас возам, имам едно возило, во 3 семејства имам едно возило и е старо преку 16 години. Но тоа не е мерилото во однос на тоа дали сте вие сиромашни или не. Зборуваме за луѓе кои што немаат леп да јадат. Луѓе кои чепкаат по контейнери. Вие мене ми правите муабет за кафиња и за возење коли на Партизанска. Во ред, излезете вие да видите на булеварите во Каменица, во Делчево, во Битола, во Дебар, во Јосифово, во Валандово, да видите таму какви коли се возат. Ако веќе зборуваме за колите. Скопје и Партизанска не се мерило за тоа. Треба човек да излезе малку надвор од главниот град на државава, за да види како живее овој народ овде. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Кавадарци. Поздрав до Кавадарци, повелете. Сега, претходниот дедоц каза дека 80% земјата не е обработена. И за тоа има сиромаштија. Претходната влада требеше за Скопје 2014 и онија што ги правеше спортски салики што нема народ. Добро. Тие пари да се вложеа во економијата, односно во земјоделието. 2-3 пати се јавувам, треба да отворите некоја ден емисија за земјоделието. Поготово да го земе еве Кавадарци. Земи му го гројдето, не му го паќај. И трошковите не може да ги покриеме на работна пропаста. И затоа младите не сакат да работат и затоа има сиромаштијата. Груевски и таа банда расипничка направија станови во Скопје и сета Источна Македонија и селија. Да го земи и Пилепе сиромашен град према Кавадарци. Тоа го направи таа предходна власт. И сега скаше леп, не се лепе. Никој пат таа номенклатура нема да дојде на власт. И да отворите мисија некоја ден за земјоделието и за тоа младите не сакат да работат. Во Кавадарци има гројди да берат и прачки да вадат. Ние имаме со економски факултети, работат луизиња и што ти знаби и други земјоделски дејности. До тоа да реđа докара таа претходно за власт. На Англија премиерот Џон Мејџер без одвоето образование беше премиер 3 мандата. Поминаа тие времења, јас од ТР и МР. Воспротивно нема кој да го полни буџетот и затоа нема пари сега. Овија, онај Гоце Делчев своде пари, сака, па тие имат највисоки платни полиција. Тие не се тема на муабет. Да се расправа за образованието и за полицијата. Треба да се расправа за земјоделието 3 дена. Расправа у парламентот. И го молам, четате кашијата гласа за Пано Минов. Тоа е најмаркантна личност и тој може да воде предводна трета опција. Бидејќи само тој зборува за земјоделието. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Дејан на Фејсбук ни пишува, вели: поздрав Огнен, во моја мала има 20 куќија, има 26 коли, а никој не е во странство, сите се кој во Бунарчик во фирмите, кој во Кумановски фирми, каква сиромаштија, реално гледано, завршува Дејан. А Сашо Сапак пишува и вели: ако се споредиме со стандардот во СФРЈ, што го имавме, тогаш сме сиромашни денес. Ако се споредиме со граѓаните во ЕУ, тогаш сме за никаде. Каде е проблемот и како дојде до сето ова? Во криминалната приватизација, што ја викаат трансформација, а всушност е дрска кражба на државен имот, имаа проблем сите влади да го научат народот помалку да живее, па сега ниту народот бара повеќе, ниту тие даваат. Да сака оваа држава да опстани, немаше вака дрско да биде крадена, знаеа уште тогаш дека ќе биде поделена, ни нема спас како народ и држава, завршува тој. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овој проценат 22. Добро. Што е даден од 17 година. Добро. Јас мислам дека не е реален и дека е поголем. Добро. Она што спомнавте, Југославија ќе ја бараме. Во врска со стандардот од Југославија и овој стандард, ние сме многу далеко. Зашто ќе кажете? Па во Југославија здравството беше бесплатно. Лекарствата беа многу ефтини, како да кажам. Сега со лекарствата го плячкаат народот. Нема човек кој нема некоја болест, дали душевна, дали да не набрајаме другите болести, немам време. Значи, човекот е врзан четвртина од плата или од пензија да одваја за тие лекарства. Така. Во бившата Југославија, значи, школството, здравството, сето тоа беше бесплатно.
И затоа велам дека тоа време ќе ни остане само во сеќавање. Сите ќе маштаме да го достигнеме тој стандард. А кога ќе влеземе во Европска унија, ако влеземе во Европска унија, бидете сигурни дека ќе проплачеме што сме влегле. Затоа што истото тоа го велат и бугарите, и словенците, и хрватите. Гледајќи ја телевизијата нивна, сите се каја што влегле тамо. Затоа што тие цени, тие што се раководители, да кажам, ќе речат, слушајте, вие во Македонија, струјата ви е ефтина, покачете. Нафтата ви е ефтина, покачете. Мислам, цената на нафтата, покачете. А тогаш ќе видиме колку вредат овие 200-300 евра што ги имаме. Кога ќе влеземе во Европа, ние влагаме со нашите плати. Нема Европа да... Благодарам за јавувањето. Режија, дали сме на крај, бидејќи гледам со времево, или имаме време за вклучување се уште? Да, благодарам за знакот. Ви благодарам за јавувањето и за коментарите испишани на фан страницата. Успеавме денеска со се да завршиме и со коментари, и со јавувања и слично. Многу важна тема која што и понатаму треба да се разговара и да биде во фокусот. Јас ви посакувам пријатен ден и останете со Телевизија 24. До гледање.